Драг мој македонски народе. Се сеќавате вчера на видеото што го презентирав пред вас? Во него кажував за фрустрациите и за задкулисните игри во македонската политика. Еве само да ве потсетам, денес се случи истото. Замислете, синоќа на телевизија 21, 20 албанци, кандидати за градоначалник на Струга од Дуи и Влен, имаат дебата, иако според закон треба да ги поканат сите. Но, секако тие не сметаат нас за живи тука и нема потреба да повикуваат. Тие си ги повикуваат своите албанци и разговараат со нив. И тоа е јасно. Но уште поинтересно е што денес на истото тоа реагира кандидатката, односно пратеничката на Левица, која што е кандидат за градоначалник на Струга. Таа изјавува дека не било фер тоа што не ја викнале неа, затоа што тие имале политичка партија која што имало пратеници во парламентот. А истата, прек синоќа, односно завчера Савајлето, утрината беше на телевизија Сител и јас имав официјална реакција за тоа, зошто не поканати нас. Сега го гледате ли тој исфрустриран, тој лицемерен однос на македонските политичари? Дури млади деца од 32-3 години влегуваат во политиката и се расипуваат. Само едно прашање до пратеничката од Струга. Вашиот лидер, Димчо Апасиев, алијас Енвер Ходжа, пред неколку години, кога беа локалните избори, рече: зошто не си поднесат оставка тие што се на функции, што се кандидираат? Па сега јас ја прашувам пратеничката. Зошто таа не поднесе оставка од функцијата пратеник, која што добила доверба во 5-та изборна единица, тоа се значи градовите Струга, Охрид, Ресен, Кичево, Битола, и ги изневерува за да дојде на градоначалничка функција, која што знае дека нема шанси да ја добие. Јас ви гарантирам дека нема да има 500 гласа, тоа е само колку да ги разбијат македонските гласови, ништо друго. Зошто таа не си поднесе оставка? Или убаво е да си има резервна функција, да си биде потоа пратеник, затоа што ништо не губи, ќе си оди на избори, ќе ги подели македонските гласови и потоа ќе си продолжи да си зема, па не знам колку е таму, преку 2000 евра плата или слично, со дополнителни некои работи, па некои шпекулации има дека земала пари од партијата и така натаму. Тоа е лицемерие што изборувам, драги мои македонци. Сега се извинувам малце на галамата, моментално сум на функција чување деца, но тоа е дел од животот. Поздрав мој драг македонски народе, поздрав мој драги народе на Македонија. Се најубаво. Љубав ден. Мокта на народот е во нас, дали свати? Затоа одиме напред со демократи. За секој зло направено народот памти и ке ви врати, и ке ви плати.